Публиката го запозна Васил Гарманлиев пред повеќе од 25 години кога го испеа детскиот хит Марионка. Во меѓувреме пееше по мюзикли, пееше опера, а денеска е во студиото на Репортер. Васил, добар ден, здраво, добро дојде. Добро ве најдов. Како си? Супер. Мило ми е што си мој гостин денеска, заради тоа што Марионка, еве мора да ти признам, беше една од моите омилени песни во детството. Меѓутоа, пред да испееш Марионка, ти имаше снимено и друга песна, Желба од срце. Така е, значи Марионка беше третиот фестивал, да се навртам. Прва беше Желба од срце на Калинка, па на првиот детски Макфест, Весело штурче, испеав па што ако, па дојде познатата Марионка. Се сеќаваш ли на тоа време, иако беше многу одамна? Па искрено и да и не. Се ми е како чуден сон, да не кажам матен сон. Се сеќавам на подготовките за да зборуваме за Марионка, се сеќавам на Сања од Марионка, јас се Сања бевме, јас се смеам како гаси гашти. Во тоа време, тоа ми е уште доден за поздрав до Сања. Таа беше ехто и тоше, јас Марионка се сеќавам на дрнани. Се ни се смеа, вика, вие сте тие дрнани деца, дете. Леки трици, така да му, значи меморијата да, таму ми е, но матна. Некако во тоа време сними детски албум со 10 песни. Да, така беше. Дали се чувствуваше како детска звезда? Па искрено да, дали бев свесен за тоа што се случуваше? Не. Баш се сеќавам, многу настапував, многу, мајка ми во тоа време беше менаџер и цело време бев около со домашно, одам пеам концерт, домашно, значи така бидна, но се сеќавам немаше место кај што можеме да одиме да јадеме или било што без да има колона за потписи. Се сеќавам на еден специфичен концерт во Гостивар. Бевме во универзална сала. Знам дека имаше ограда, девојчињата ја скршија оградата, имав добри Кармин? Кармин, Заби. А, Заби. Заби. Тоа беше и се смеевме, вика, можем протези на некој да направам од тие апки. Некако брзо во тоа време со семејството се преселивте да живеете во Америка. Ти беше релативно млад, меѓутоа како дете кој што не го знае англискиот јазик, се снајде таму? На почетокот беше многу тешко, што не зборував англиски, 5-6 збора. Тие најважни, yes, no, hello, goodbye и Храна да си побараш? Па да, ама реално, знаеш, паника кога ќе те фати. Баш се преселив во Чикаго, се преселивме пред да ме фати пубертет. Значи тоа е на еден начин најкритичниот дел во нашиот живот на еден начин. Тоа влегување во пубертет, не можам да комуницирам со луѓе. И така бидна, но музиката како секогаш ми е тој универзален јазик. Тешко ти беше да стекнеш пријатели, да се снајдеш во новата средина, да запознаеш нови луѓе? И да и не, но за тоа да го одговорам мора да кажам таа важната клучна приказна што се случи 7 оделение. Отидов каснев и мајка ми вети дека ако ги земам 7 и 8 оделение во една година, ќе можам да се вратам да бидам звезда во Македонија. И мамо, но едно од најубавите, значи, тоа беше едно од најпаметните нешто што ми го кажа таа во тоа време, тогаш не го сватив. И да се вратам на приказната, отидов, прв час ми беше физичко, како се сеќавате Марионка, долга коса, тој имидж. Да, ние го имаме спотот во некој ден. Ќе дојде, ќе го поздравиме. Значи, годините на Марионка, отидов, влегов во салата, каснев, сите дечиња седеа долу, професорот стоеше, ме погледна, ми праша нешто, јас немав појма што ме праша и само така направив. Ја крена раката, стана едно од дечињата, рече нешто и цел клас во кој што бев таму, junior high school, со 7-8 оделение, почна да ми се смее со прст кон мене. И јас уште сега сежам, тој шок што го доживеав ме закјути, ме приземи на еден начин, зашто дојдов од звезда во Македонија до никој ништо, на кој што сите му се смеат со прст. Научувам малце англиски, професорот ме погледна и ме праша дали си ти девојче. Долгата коса, јас не знам што? Да. Ја крева раката и рече девојчињата со другата страна, оди таму, придружи им се. Некој дете станува и му кажува на професорот, мислам дека тој не збори англиски. Ха. И тоа искрено толку многу се засрамив и се закјутив на еден начин што буквално признавам година и пол не презборав збор на никој. Тоа беше многу тежок момент. Сега кога се враќам се смеам и сум толку благодарен на таа лекција, зашто тоа те учи од врвот на дното, те спушта, значи буквално, но пак изборот е наш за како одиме напред. Тоа беше и мајка ми рече зошто не се придружиш на хор. Видовме дека има хор
и се сеќавам ме научи да кажам here, watch this. Отидов на учителката и таа мисли дека ќе види некаков хорски настап, а тоа беше промоцијата на тој албум што го спомнавте, Мојата звезда малечка, каде што буквално во Струмица лудница беше, сеќавам фрлев мајци, девојчињата ги кинат и тој момент кој ја пушта лентата, тоа се случува и таа трча кон мене, јас баш бевме на ручок во школа, ме грабна и само рече fabulous, јас викам немам појма што значи fabulous, викам ќе ме казнат, ме носи у библиотека на Глобус и ми кажува Македонија, Македонија, Македонија. Да и се сеќам да најдам каде и сеќам со прст само и покажав. И таа што ми направи ми е еден од тие менторки столбови во животот, имам 5 женски особи. Секој ден после школа ме задржуваше во училницата за музичко, ми пушташе секаков стил на музика и му учеше англиски збор по збор. Значи таму ми е таа подлога и таа е таа особа која ме грабна и ми покажа дека преку музика се е можно. Ти ми кажа дека си пеел во хор, дека си пеел во мюзикли, пееше поп музика, меѓутоа како ти се случи оперско пеење? Значи да ја забрземе, да ја надоврземе приказната од Џуди, таа особа која ме научи англиски, ми ги покажи стиловите, рече ќе те однесам на аудиција во еден хор, Chicago Children's Choir. Ако те примат, јас ќе одам таму. И долга широка ме примија и станав солист. Значи бев член од хорот 5 години. Колку време ти требаше да научиш оперско пеење, заради тоа што оперското пеење е различно? Чекај да дојдеме до оперското. Извини, значи да скокнам. Таму почнав да пеам со сите и имаше еден надпревар во средно школо, каде што победниците секоја сфера на уметност, пеење, сликање, инструменти, глума и пеење имаше поп, мюзикли и опера. И тука ми приде таа и рече, ќе те пријавиме, но нема да ти дадеме да пееш поп ни мюзикли, зашто знаеме дека ќе победиш, ќе пееш опера и јас реков, за да изгубиш. What is opera? И се сеќавам, почнав, требаше да научам 5 песни, ги научив, ги снимив и тука ми се роди таа желба зашто ми беше предизвик да пеам опера, а не можев. И викам, ќе видиш ти. И така отидов од регионално од 800 до 100, прво место, од 10.000 добив прво место за да бидам да ја добием таа стипендија од Буш, кој го 4 години од undergraduate, како ќе му дојде, до дипломско. До дипломско, да. До дипломско, да ти го плаќа годишно $250,000 и го добив тоа и тука се случи таа прва пречка, но да. Тоа беше стипендијата што ја доби за Џулијард? И тоа беше плюс, значи отидов на аудиција, значи таму ми се роди таа желба, премногу приказни. Таа желба знаев дека сакам да учам оперско пеење, зашто поп и мюзикли, тоа го знам, тоа ми е природно. И бев на аудициите, ја добив таа целосна стипендија во Џулијард и во Manhattan School of Music. Меѓутоа никогаш не ја искористив. Никогаш не искористив. А Џулијард е најпрестижниот музички колеж. Дали ти е криво што не ти се случи Џулијард ако ме во животот, прашаше во во кариерата? 2002, би те рекол да, сега не сум толку благодарен што не отидов во Џулијард во тоа време, зашто сите мои неколку другари од Америка кои влегува во тоа ги изгубија гласовите. Што е за мене лошата интересно. страна на... Лошата не мора да значи дека е лошата страна, но такви администрации, посебно во додипломски, секако машина, фабрика за глас. Значи само тие се тие што плаќаат, зашто во магистер и постдипломски не плаќаш како Џулијард те плаќа. Значи тука е таа catch-22 што го кажуваат. Некако во тоа време се случи депортацијата од Америка. Така. Вие живеевте неколку години таму, меѓутоа ве вратија назад. Зошто ве депортира од Америка? Ајде да кажи ми и ти на мене. Искрено не знам. Знам дека се случи 9-11, зградите падна, знам дека цел систем се закочи. Нормално, тоа е првото нешто, имиграционен дел. Имавме се, освен тие познати зелени карти за кои сите сонуваме. И јас не знаев дека ќе не депортираат додека Џулијард не се јави над преварот кај што ја добив таа стипендија да бидам еден од тие 25 стипендисти на Буш. И тие не рекоа, ти не, се ежам дори го кажам, ти не излажа дека ти не си американец. И јас реков, немам појма, јас бев многу мало тогаш бев 16. Викам, немам појма, вика, не можеме да ти ја дадеме стипендијата, зашто не си американец. Тоа беше исклучиво за американски државјани? Да, за американски, оке, немам проблем, нели, јас реков и баш се сеќавам, викам, и колку мудро сум одговорил, викам, фала ви, не ми треба стипендија, зашто ми покажавте што сакам да правам во животот. Во исто време Џулијард пишува, стипендијата која ја доби Васил е за американец. И тука, интернационални, како му дојде тоа, цена за школување, Добро. е астрономска. И тука ми знаев дека нешто се случува и буквално 2 дена после тоа дојде тоа познато писмо
Dear Васил, да дојдеш на, како беше, 3 јуни во 10 саат се бајле на таа адреса со куферот толку да ве депортирам од кај што дојдовте. Цело семејство ве Цело, ама депортира. сите добивме поединечно писмо. Значи на тоа се сеќавам и така бидна Како реагира твоите родители кога им стигна писмото? Заради тоа што претпоставам дека вие во меѓувреме веќе сте создале некоја база, Да, живот да, во да, Америка, многу. сите работа, кариера. Да, таму е друга машинерија. Како одреагираа како сите типични имигранти. Сакаат да се борат да останеме да живееме таму, но тоа знаевме искрено дека ако останеме, нема да имаме шанса да продолжиме со тоа што го правиме. И тука беше првата одлука на мојата фамилија, зашто јас бев малолетен, да заминат пред да не депортираат, што значи правиме self-removal, што не е депортација, за да ми овозможат за јас да се вратам на школа. Како беше кога дојдовте тука? Повторно сте во Македонија, почнувате од Шок. нула, Тоа буквално. беше шок, но таму имаше и многу темни фамилиарни моменти, но не мора на тоа да се навлегува, значи таму буквално шок. Јас не зборев македонски до скоро 6 години, значи бев влезен во тој филм. Беше шок, но јас се вратив. Значи прво ти беше тешко да научиш Да, англиски, англиски се повторно почитав се враќам, македонски. но се вратив знаејќи дека одам во Америка. Значи тоа у глава на мене не ми беше ќе се вратиш во Македонија, ќе останеш во Македонија. Јас си бев, окей, фамилијата се врати за мене, го зема тој ризик да се вратат за јас да можам да одам. Бев тука, се сеќавам, тогашниот председател Борис Трајковски ми го напиша ковер летер, што ми беше и рече Васил е наш амбасадор кој мора да ги прошири крилјата и да каже која е таа Македонија на цел свет. Се сеќавам, отидов во амбасада со тоа писмо и имав еден бенефактор во особа која ме следеше во Америка, која рече ќе ти помогнам финансиски додека не можеш да застанеш, зашто верувам во твојот потенцијал и твојот глас, твојата приказна, знам дека ќе направиш горди. Со тие две писма и се сеќавам конзулот рече нема проблем, Златце, ќе ја добиеш визата, но it's pending. И викам, окей, вика, оди уживај си у Струмица, ќе те викнеме пред да почнеш со школа. И се сеќавам на тој ден. Отидов во амбасада, сам бев во амбасада и викам, тука ќе има нешто. И беше многу мака и вика, извини срце, нешто се случи со законот, еве ти го црниот печат, 10 годишна забрана од Америка. Тука и таму ме однесе патот Во Италија. Прво се јавив на Джулиард, рекоа оди во Кралскиот колеџ во Лондон и од таму, зашто имат sister relationship, 2 години оди таму, па ќе дојдеш кај нас. Бев на аудиција, пак ме примија еден од 3 гласа, но рекоа зашто 3 гласа се одберени, а почека 1 година и тука се случи таа година во Милано. Што случуваше во Милано? Ти тамо работеше како... Не работев, значи бев Извини, како студент. студираше, Да, бев студираше 17 на опаскопееш. кај 18, значи тука тоа ми беше голем предизвик зашто кога ја добив забраната се случи тој судар со фамилијата рече Василчо, гледаш, ние ризикувавме се за тебе, а сега излезе се гола вода. Значи американците не излажаа, нема ништо, а ние се ризикувавме, се вративме и на мене ми беше предизвик. Реков, окей, ќе ви покажам, сам ќе заминам и од тогаш сум сам. Заминав сам, многу сум близок со фамилијата, но заминав. Италија ми беше шок поради тоа што бев сам. И тука не го зборуваше јазикот? Тука не го зборував, баш тоа ќе го реков сега, ќе го кажав сега, дека ми се врати таа паралелна слика и сватив моќта на фамилија. Дека колку е жртвувала мојата мајка, да јас и брат ми да успееме, кое го злоупотребив додека бев у Америка, зашто бев многу мал. Нели? И 17 е многу мал, но таму сам да не можеш да зборуваш со никој, буквално никој. И имаше и друга, има книга и за тоа еден ден. Се преселив во стан каде што замина газдарицата без да ми пушта топла вода 2 месеца. Таму заминува на зимување, не можам да се јавам на никој, имаш радиатор. Се сеќавам топле вода, шишење, ќе трчам, плачам, се исполивам со вода само. И бев на часови таму и во меѓувреме додека бев таму го испуштив рокот за Лондон. И додека напишам на Лондон, тие ми рекоа чекај уште 1 година, викам нема шанса. И да се навратам на тој бенефектор од Чикаго, дојде да ме посети таа особа и рече ти ќе умреш ако останеш овде. Значи ова да пееш со маестров од Ла Скала кој е најјаката опера куќа у свет, ама џабе што пееш. Ти се губиш душата, мора да земам и тука ме однесат патот. Така замина Канада. Канада, Торонто. Реков како можам да дојдам најблиско до Чикаго без да сум во Чикаго. На твојата животна приказна е прилично интересна, ти Така. секаде си помалку. Да. Што случуваше во Канада? Канада бев таму 10 години. Додека да добиеш виза за да влезеш пак во Америка? Да, буквално тоа беше планот така, ама пак ќе кажем ништо не е случајно. Тука сум благодарен што не отидов во Джулиард, што не останав во Италија, што значи
И така натаму. Ја започнав професионалната оперска кариера прва година до дипломски во Кралскиот консерваториум, бев на аудиција и таму добив цела стипендија. И ми беше мило што да се навратам у Америка на почетокот седмо одделение, се срамував што бев македонец. У Италија сватив што значи да бидеш македонец. Веќе кога дојдов у Канада викам чекај, сега ќе видиш што е македонски амбасадор. И така бидна, значи многу сум благодарен на сите тие особи околу мене што веруваа. И секаде каде и да бев беше Васил from Macedonia. Значи тоа ми беше фантастично нешто и таму се изградив како особа, значи во Чикаго бев дете, во Торонто станав маж. Меѓутоа, некако во тој период кога се пресели во Канада, кога почна да работиш, сам ми кажа кога ја доби првата главна улога што треба да ја пееш, почина татко ти во Италија. Да, значи тие се темните нијанси на животот кои не учат на фантастични лекции до како да одиме напред. Тоа беше после депортација, фамилијата реши да се разделиме сите за да се сретнеме на едно место, тоа беше Канада. Татко ми отиде у Милано, значи јас не го видов една година, се видовме 2 сати пред да заминам за Канада. И тој почина... Се сеќаваш ли на таа средба? Да, се сеќавам и се сеќавам изготви доручок. Многу интетони беше наша традиција. Многу, да. Моќно, едноставно, но нормално не знаеш дека нема да го видиш. Тоа беше ќе се навратам на друга лекција од баба ми кога дојдов на погреб на татко ми. Татко ми почина и сите бевме разделени. Брат ми беше у Бугарија, студираше, мајка ми успеа да дојде во Торонто, го започна делото. Јас само што ја завршив улогата, таа прва улога, заминав од друга страна на Канада, значи Канада е огромна. И сите бевме на разни места кога ни се јавија. Јас прво не верував, значи бев у шок, викам, молим. Мислев дека мама рече тато умре на телефон. Јас помислив дедо ми и почнав да ја тешам и после спомна Италија и викам, не е твој тато, мој тато. Зашто беше висока сезона, почина 10 август. Во тоа време ни требаше визи да одиме во Италија, немаше кој да оде да го идентификува телото. Зема добри 25 дена за телото да успее да дојде во Македонија. Кој отиде во Италија? На крај? Братучет на крај, ние немавме, зашто немавме визи. Се сеќавам дојде телото, мајка ми не можеше да дојде. Значи за неа најтешкото беше што ги закопа татко ми, баба ми и дедо ми. Од надвор јас успеав да дојдам, му запеав на погреб. Му беше огромна желба. И тука се надоврзуваме на тој настап за Скопје фест. Му беше огромна желба Васил да како мал се кажуваше. Да, ти во 2007 година испеа песна на Скопскиот фестивал, која што рече дека си му е посветил на својот татко. На својот татко, што беше многу себич, за секој се навраќам, да, грешка, многу убава научена лекција. Тие моменти треба да ги чуваме за нас. Значи не мора песната како песна, уште тврдам дека е фантастична песна и ќе ја преправам, ќе излезе во многу скоро време. Но таа песна ја напишав пред да почина татко ми на таа прва улога, распевајќи се со една другарка, која исто така после тие фантастични 10 години ја донесов овде пред месец и пол, запеавме заедно. Некако брзо по смртта на татко ти па почина и баба ти, потоа почина и дедо ти. Да. Велиш дека бил еден од најтешките периоди во твојот живот. Како се справи, како се носеше со тешкиот период? Музика. Сум толку благодарен што го имам тој излез. Значи многу често дрога, алкохол, било кој. На такви катастрофи, за жал, многу ми од луѓето одат на тоа. Јас сум толку благодарен што буквално ќе седнам на клавир, плачам, пишувам музика, тоа или ќе излезам на сцена. И сум имал неколку моменти што си викам и пеам, ама како доаѓа друга особа преку мене и споделува приказни и така се лечам, така се приземнувам на еден начин. Ги пренесуваше личните емоции Личните, на сцената. да, ставајќи се на страна, зашто тоа е многу интересно, таа граница да не смеам да пеам за себе. Нормално дека пеам, што го имам тој дар, таа желба, таа волја. Но тоа ми беше тие лекции, тие искуства на сцена се терапија која нема зборови за тоа. И покрај сите лични трагедии што ти се случува и тоа во многу краток период, ти си еве и сега постојано насмеан, постојано позитивен. Што те крева, што те држи да бидеш секогаш енергичен? Детето во мене, мојата музика, една друга интересна приказна, една од другите менторки, пред да ме депортира, таа знаеше вистината за се што се случува во Македонија кога се вратив и сватив. И ми рече, Васил, ти си одбран за тежок пат во животот,
и ќе ти дојдат моменти кога ќе плачеш многу, 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 многу. И ми рече, сакам да ме претвориш на мене во личен, како ќе му дојде, споменар, дневник, да ми пишуваш. Добро. И секојаш кога ќе плачеш, ноктот на палецот да го зариеш тука и да почнеш да се смееш. Јас се слушам, викам, окей, чудно куку ми звучи. Викам, окей, вика, бети ми дека тоа ќе го правиш. Ја послуша? Не, ја послушав, јас година у Милано плачев, сега 10 месеца, 12 месеца што бев таму. Цело време плачев и одев на час. Многу правев тоа. Се насмеам. И почнав да пишувам многу, таму напишав многу песни. И ми дојде таа реченица, викам, еве Даян, што сакаше, а на англиски напишав, only through the pain we learn how to appreciate joy. Значи, само преку болката и Учиме како да ја цениме среќата која ќе ни дојде. Значи, тоа е и за жал на многу, само во тешките моменти се сеќаваме на среќните кои во тој момент се најболните. Но тоа ми беше и мислам дека тоа е одговорот, тие три, комбинација на трите, мислам мојата искрена насмевка. Сега кога се врати пак во Америка, па почна да се случуваат многу бави работи. Да, но чекај сега, и кога бев во Америка се случуваат фантастични работи. Значи, ги спомнуваме темните, но бев многу среќен што и дури додека бев дел од хорот во Чикаго, како солист пеевме со Селин Дион, можете да ме видите. Па да, сакам сега да те прашам токму за тие настапи, значи. Така е, но тоа беше и претходно. Ти пееше со Селин Дион, Селин, пееше Енрике, бек вокали на New Kids on the Block, на концерт на Енрике. Ланин сними албум кој што потоа доби и неколку Греми награди. Да, тоа беше Како изгледаше тоа убаво искуство да се настапува со сите тие звезди, да се запознаат? Па, искуство фантастично, лекции, не може тоа да се научи никаде на школа, како и да е, каде и да е. Но пак ни кажува дека кога веруваш во себе, се бориш за тоа што веруваш, го ставаш цел тој труд, ќе бидеш награден. И тоа ми беше сум многу благодарен што давам се од себе да помогнам на сите во музички свет, дека тие се сеќаваат и знаат. Значи, give and take. И по сите тие успеси што ти се случија во Америка, ти пак решаваш да се вратиш во Македонија. Така, Зошто? Зошто? Интуиција и музика. Едноставен одговор. Се одлучив да се тргнам од опера и значи последното... Иако и тука кога дојде имаше оперски проект? Само еден, значи се одлучив да се вратам сега во септември и испеев една барокна опера со полифонија. Благодарот во филхармонија беше фантастично искуство, но одлучив да се тргнам од опера, се преселив во Лондон, таму имав нова учителка и многу интересно кога се тргнав од опера, ги откажав агентите, ги откажав договорите 3 години што ги имав и во таа тишина си го слушнав мојот вистински глас кој рече време е за наша музика. Јас верувам во наша музика, почнав да слушам многу артисти кои ги користат нашите елементи и викам зошто звезди од А класа користат наша музика, ние не се цениме за тоа што го имаме, а другите го користат. И тука се роди Гердан, се вратив случајно, не случајно. Да, Гердан е првата песна што ја направи. Гердан ме врати, значи што ме врати, Гердан ме врати. И тоа беше, го слушнав текстот, прошетав градо и планини села за да се сретнам румена бела, мислиш дека зборувам за девојка, на тоа е всушност Македонија. Тоа ме врати, верував многу, благодарение на Саша, повеќе на Диран, кој го направи аранжманот и Весна текстот, значи тој сензибилитет, мислам дека го погодија и ми беше доволно причина да кажам се враќам. Ти направи 3 песни за многу кратко време. Значи кажа, почна од Гердан, потоа неодамна ја промовираше песната Патувам, а веќе го сними спотот за третата песна. Да, така е. Мојата улица на текст на Игор Џамбазов. Сите 3 песни се стилски различни, меѓутоа во која се пронајде најмногу? Во сите, значи имам различни елементи. Се различни, но мислам дека мојот печат и сензибилитет е присутен во сите. Гердан го имаме тој неутрален звук, зашто не сакав да пеам опера, не сакав директна поп. Со Патувам влегуваме во тој бунтовник, таа страна на модерни урбани елементи, но пак ги имаме подлогата нашите етно елементи. И мојата улица е сосема различна, зашто таа е гола моќна балада, само клавир и глас, што мислам дека ќе допре до многу луѓе,
мојата улица, без разлика каде ја додиме, се сеќаваме на едно нешто. Нашата прва адреса. Последниот спот кој што го промовираше, Патувам, не, меѓутоа, спотот Патувам кој што го промовираше, играш во целата песна, меѓутоа, оно што е позабележително, барем мене што ми остави поголем впечаток, е круната што ја носиш на глава. Истата таа круна, ти ја носеше на евровизиската сцена кога настапуваше со Тамара во Израел, па ме интересира, која е пораката на круната, што представува за тебе? Круната представува лична експресија. Значи, се сеќавам, многу оддам направивме мојбет за имиња. Тоа беше во Америка, што значи Васил. Или Васил на англиски Уилијам, Гулјелмо, и пронајдов дека значењето на Васил е крал. И така ми дојде од секогаш круна ми има многу лично значење за мене. Еден другар кој прави аксесуари од кожа, вика имам еден поклон за тебе. Така и буквално на шала го однесов во Израел. Тамара го виде и вика, доде, мора таа да ја носиш. Значи, благодарение на Тамара. Така дојде круната на сцена. Така дојде круната на сцена. И си ја осетив како моја и така е. Значи ти годинава настапуваше како пратечки вокал на Евровизија. Меѓутоа, оно што го прочитав на најпознатиот евровизиски блог, Vivi блог, пишува Васил би требало да ја представува Македонија во Ротердам 2020 година. Дали сакаш? Дали мислиш дека Евровизија е доволно голем предизвик по се ова што го имаш постигнато во кариерата? Искрен одговор да, ама мислам дека било кој од нас кој е сериозен во музика и кој сака да остави печат, посебно за нашата држава, тоа смеја да е предизвик огромен, како е honor? Чест. Чест, огромна чест. Да. Се надевам дека ќе ти се случи Евровизија и со нетрпение чекам да видам како изгледа новиот спот, пошто ме рече дека е one take. Да, така е. И дека пееш во живо, не само што го снимате во живо. Ти благодарам што дојде. Ви благодарам, фала многу.